Почитувани гледачи, добро ни дојдовте во новото издание на вашата емисија Агроспектар, која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Се уште сме во зимата, имаме некои мали врнежи од снег, малку дожд, меѓутоа се уште недоволни за компензација на недостатокот од влага во почвата кој што беше долг период. Ке се осврнеме за времето и временските состојби, на се она што е актуелно во моментот во аграрот, меѓутоа и за новините од фитофармацијата. Бидете со нас. Со нас е и вечерно професор доктор Исто Вучков. Добро ми дојдовте. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. Времето и понатаму изненадува. Имаме варијации на температурата, разлика од 15 до 20 степени, повремени врнежи од дожд, па помалку снег, колку да видиме дека постои такво нешто или дека сме зима. Како сето ова, професоре, се одразува врз земјоделството, дали се компензира недостатокот од влага во почвата или се уште има недостаток од влага? Точно е тоа што рековте. При крајот на јануар месец сме влегуваме во календарска сред зима. Еден начин, тука 7-8 февруари. Имаме веќе ден кој е без малку 50 на 50 минути подпораснат и гледаме дека се отвара оној мегдан за работа. И времето со таа шареноликост укажува дека земјоделското производство тек ќе има одредени реперкусии по однос на она се поизразена микроклиматска разлика. Шаренилото кое го констатиравме и оваа недела со различните врнежи од снег, една Битола имаше 30, западниот дел од Македонија имаше 35, 40 и над 40 сантими снег. Југоисточниот дел буквално како да немаше ништо. Тука и Кавадраци имаше некои незначителни врнежи, како што рековте вие. Сето тоа зборува дека навистина сме соочени со еден изразит микроклиматски феномен кој резултира со негативен импулс на теренот, бидејќи, како што рековте, и наша следливост која имавме, оние врнежи кои ги имавме пред Нова година малку дадоа одредена надеж на производителите дека сепак ќе се засити колку толку оној голем недостаток на вода. Тоа го очекувавме, но еве овие денови пак имаме, а деновите минат, имаме пак ние еден сончев, долго часовни сончеви периоди и добро е тоа што нас не храбри она долгорочна прогноза која еве зборува дека веќе овие денови, значи почетокот на февруари, дека ќе имаме и како добри врнежи од дожд, па и од снег, што е и нормално во тој зимски период. А дали тоа ќе биде така, останува да времето си го каже своето. Инаку по однос на она се што се случува со времето, ние мора да кажеме дека тоа во светски размери е општа констатацијата дека имаме тектонски пореметувања. Една Турција која важи за еден од најголемите производители на храна. Во земјоделието има виден напредок. Сега, еве овие денови има званична информација од тие конкретни испитувања дека водата во големи недостатоци ќе биде во Турција. И тие се загрижени бидејќи има следливост за потпочвените води кои ги користеа, бидејќи они имаат излез на море и таму имаат солени води и така натаму, и велат дека мора да ја попримаме школата од Израел, а Израел значи земја која е во песок, во мил и која произведува најголемо производство на храна.
Значи, сета капка и капката вода таму рационално се користи и имаме фантастични светски приноси, резултати, семе производство од Израел и така натаму. Значи, со еден збор, ние мора, за Република Македонија, кога зборам, мора да ги менуваме навиките на таа безобзирност према водата, капката вода, која живот значи и за растителниот свет, а и за нас луѓето, и за животинскиот свет. Значи, со еден збор, овие врнежи, предвидливи врнежи, кои ги имаме сега, акумулациите се или под, или до техничкиот минимум. А ние имавме пред Нова година 100-150 литри врнежи од дожд. Тоа значи, нерационално сме ги прибрале водите и они отишле во Егејско море. Сето тоа, и тоа што го зборавме, она фаличност на структура на почвата, за абсорбција на таа влага што врни, што имаме врнежи од дожд, сето тоа, таа нестручност, да ја кажам, или безобзирност према земјата како важен фактор која без вода таа не ствара нов производ. Тоа мораме да го имаме како приоритет по однос на тоа максимално користење на вода, бидејќи кога спомнав Израел, системот капка по капка. Таму е евидентна работа, се од секоја капка се знае што се очекува. И таквото нешто мислам дека во догледно време ќе му се даде приоритет со реализација на одредени проекти и едукации на земјоделски производители, како и на секој граѓанин воопшто, како рационално да ја користат водата. А тоа нешто е секако еден приоритет за овој период и за овие времиња. Каква е состојбата, што е актуелно во повеќето гранки, со што се занимаваат градинарите, велозарите, доаѓа Свети Трифун, ќе стартуваат новата реколта со резидба на виновата лоза. Што друго е актуелно во овој период? Накратко ќе кажа за секој од тие состојби што ги доловив, бидејќи јас секој ден сум токму со земјоделските производители, со производниот процес. Факт кој радува е за Струмичкиот регион, морам да кажам, веќе имаме берби на веќе 10 дена, имаме веќе берби на јутата пиперка. Бидејќи знаеме какво време имаме пред Нова година, декември месец беше цел сончев, и оние производители кои има топла вода, максимално го искористија тој период и оваа година имаме поранување, бидејќи бербата на пиперката беше тука негде после 10-15 февруари. А сега веќе ние на 25 мај, значи имаме 25 дена порано берба на пиперка, благодарение на временските услови кои ги имавме во декември, целодневни сончеви периоди, тие има топла вода и пиперката на такви услови почнува со плодоносењето. Многу брзо, дали ќе оди 20 на дена, ќе имаме и прва берба на пролетната зелка. Сега останува да видиме дали до овие 20 на дена ќе имаме ниски температури. Но сегашната состојба и развојот на зелката е феноменален по однос на тоа дека сме тек 28 февруари. Таквото нешто ние го имавме после 15 февруар тамо негде. А сега пак ќе сме 20 на дена порано со бербата на зелката, која секогаш производителите на зелка имаат задоволство, бидејќи првата берба, да кажам, првите производители на тој производ, секогаш имаат задоволство со една солидна цена која оде на европскиот пазар. Сега морам да кажам дека површините се навистина зголемени од зелка и дека останува да се надеваме дека со тој прв чекор на бербата на пролетната зелка, дека ќе има и одредено освежување во земјоделското производство, бидејќи тој очајнички гледа од она минато годишно остварување, каде што по многу основи штрајкуваше и немаше задоволство од никаков производ. Морам да кажам дека житата сега, во Битолско, тие контакти што ги имав и лично бев, за житата имаме најповолно нешто
по однос на нашата житница во Битола, што не е и случај во Свети Николе, бидејќи таму немавме снег и таа голомразица секогаш прави одредени штета на житата. Ние кај житата на 35 сантима снег во Битола имавме една фина покривка снежна која перманентно сега од овие сончеви периоди перманентно се топи и имаме еден континуитет на снабденост на влага во почвата, која нешто во таа фаза на братимење значи многу. Тоа значи дека ќе имаме добар старт и добра можност за квалитетни и високи приноси од житата. Сега понатаму следат секако периодите на прихранување, периодот на борба против плевелите, што битолчани ги многу владеат и не дозволуваат плевелната флора да им прави било какви одзимање на храната што ја фрлат за добивање на добар принос од житата. Мора да кажеме она што ова година се случи после многу години, штрекувањето на тутунарите. Тука манипулацијата беше голема и се мислам дека сега на повидок излегува една бедна структура на политички игри во тој производен процес, бидејќи сите години до сега тутунарите кога се рече откуп ке има и имаше и задоволство. Сега укинување на 4-та класа од господинот Хоџа, тоа значи едно омаловажување на досегашната струка и наука која создала тие 4 класи во тутунот постојат и ке треба да постојат. Затоа што квалитативната вредност на тутунот едно е првата берба, друго е втората, третата берба и сосема друго е врвниот дел кој има најголеми и најсуштински квалитативни особини. Така да класите треба да стојат, но треба реален пристап кон реален откуп и проценка на тој тутунов производител, бидејќи јас лично ќе кажам лист по лист да го береш тутунот, корен по корен да го садеш и другите мерки што се превзимаат, па станување у никое време цело лето и кога дојде периодот, тука се случуваат такви работи. Иако генерално гледано, јас ако ме некој праша за тутунот, субвенциите што се дават и еве сега таа една иницијатива за марихуаната, тие две култури, ако ме некој праша Република Македонија, ама точно еден корен да нема, тоа е добробит за Македонија. Нека се брендира Македонија со производи, дали градинарски, дали тоа јапонско јаболко, дали калинката, дали грозјето што Кавадарци го има, во светски размери најквалитетното нешто кое се ствара тука. Значи, Господ ни дал многу по однос на сончеви денови, тип на почва и трудолюбивиот земјоделски производител. Тука неминовно е да ние се брендираме на европскиот пазар не со 23-24 концесии на марихуана или со тутунот. Тоа се две зла за човечкиот род, општо познато. И сега ние дадовме концесии, уште не пуштено во производство, по граничните премини фаќаат 2 тона, 100 кила, 500 кила марихуана, а сето тоа оди во кафичите за ништење на младите генерации. Таквото нешто треба подхитно да се санкционира и да воопшто за марихуаната и за тутунот, јас мислам дека од нив не почнува светот, а ние ги имаме многуте други предности компаративни кои од климатолошки аспект, да буквално нема култура која не може да се одгледува во Република Македонија. И тоа нешто јас мислам дека ќе стаса до луѓето кои ја водат државата и кои многу краткодушно и кратковидо гледат, по се изгледа за своите лични интереси, да некои бизниси сега успеат,
да, бидејќи тие се свесни дека утре нема да бидат на власт. Но таквото нешто за трајната стратегија посебно за аграрот, јас мислам дека тоа е утопија, да така поедини луѓе се инкорпорирани во политиката за лични и тие краткодахни интереси. Таквото нешто треба да се санкционира, да се препозна и да се санкционира. А тука најдобар селектор треба да биде народот. Лозарите, овощарите и сите производители се организирани во различни здруженија и вие во емисијата најавувавте неколку пати дека ќе се работи на проектот се завинува лоза, дека здруженијата имаат концепт на делување, меѓутоа ова здружение ќе делува надвор од сите политички обкружувања се со цел остварување на интересите на лозарите. Што велат вашите контакти, до каде е овој концепт? Контактите и моето практично искуство, 40 години во земјоделието, збори дека сум сведок на формирање на многу здружение по многу основи од многу области. Дали сточари, дали тутунари, дали градинари, дали овощари, лозарите, неколку ги има и така натаму. Од досегашните наши видувања беше едната опција инкорпорација на политиката, да преку неа реализира своји цели да дојде до власт. Втората беше здружение формира 4-5 така помудри производители и да дојдат до одредени бенефити што ги дава здруженијата како здружение кое го представува демек народот, и тие за неколку години искористаа, дали тоа нечестно користење на ИПАР фондовите, дали тоа друга основа, бенефити што им го дава политиката, и тие ќе дојдат до некое свое задоволство и здружението или се распаднува, или останува анемично, тој стварниот земјоделски производител останува само нем посматрач на тие работи. Она иницијатива која покренавме со пред неколку месеци, таа иницијатива гледам барем така, тоа е мое првично видување, што треба да се докаже преку фактичката состојба. Значи, здружение каде што секој производител е актер внатре, нема председатели, подпредседатели, благајници. Секој знае што се случува во здружението и го има својот интерес. А интересот е заеднички за сите. Реален, не задколисен, не инкорпорација на политиката и едноставно нивното здружување да створи ехо до власта, да каже тоа здружение предложи тоа и тоа, но предлозите треба да бидат одржливи, предлозите треба да бидат не од интерес на двајца-тројца, него за целото население, поодносно откупот. Не може сега веќе, еве јарно рече ти Свети Трифон доаѓа. Ако имаме ние стратегија, сега треба до Свети Трифон да има средби со Стопанска комора, Министерство за економија, Министерство за земјоделие, владата, да има јасна слика. Лозарите да бидат без брига, бидејќи нивниот род ќе биде откупен по цена таква и таква, но треба да има тие и тие квалитети. И тек тогаш тоа побудува, тука владата ствара развојна компонента, ги побудува институциите, бидејќи тој производител, ако нема 22 шеќерни единици, тој не може да го даде своето грозје. Нема тука привилегии, бенефити и така натаму. Тука е врзана и винарската визба, која понекогаш прима одредени има аномалии од производители кои го поигруваат, визбата со одредени нивни манипулации во прибервата и придавањето на грозјето. Значи, сите тие фактори се вклучени во тоа. И тоа здружение, значи, почитување према науката, апликацијата, не прскање 9 пати, него прскање 3 пати или тогаш кога треба на таблата да пише дека врз основа на следливоста се исполнети услови за пламеницата, пепелницата,
грозови од молец и така натаму, за 28 или 48 сата треба да биде испрскана виновата лоза. Тоа ќе гласи за цело Кавадаречко, Неготинскиот, Велешкиот дел и тоа мора така да биде. Некој кога ќе му текне, како татко му рекол, со бакар и бар ќе одеш и нема друго да прскаш и така натаму. Сето тоа да биде врз таа основа. Оној што нема да го направи тоа, бидејќи прави зло, за еден гроздов молец, една површина да не биде заштитена, ние другите површини може да ги прскаме колку што сакаме. Пеперутката оплодена таму, не уништен молецот, пеперутката после тоа оди 230-250 јајца понесува на друг насад, ти си прскал, а имаш пак молец. И, ке кажеме, крив е препаратот, крив е стручњакот и така натаму. А тука, исклучиво тоа е една мала организационна слабост. Наместо тоа, значи, тоа здружение ке бара, има право да бара, бидејќи тој факултет со професорите што во кабинетите не се мрднати, тие зимаат од буџетот, од неговиот грб зимаат пари. Службите во Министерството за земјоделие зимаат од грбот на земјоделецот пари. Тие мора да бидат во нивна функција, бидејќи платата треба да ја остварат во тоа што земјоделскиот производител, лозарот ќе спечали. Мислам ќе профитира. Сите тие работи издружението, иако тоа е голем обем, треба таму стварно мудри деца. Тоа, овој дечко што беше на телевизија, Димитар, јас мислам дека е во права насока. Но да не подпадне под одредени влијанија, бидејќи тие симптоми кои ги гледам, оние предходници, и јас бев така кога бев председател. Но дојде власта, мораш така, на таквото нешто не смее да се подлегне и треба да се гледа вистинската состојба. А вистината е една. Една власт доаѓа, друга оди. Меѓутоа, стратегијата за развојот на грозјето, квалитетните производства, тие ќе си бидат трајна вредност на државата. И нема да има проблем со пласманот. Сега винарската визба не сакала да го откупи грозјето. Како ќе откупи грозје кога нема шеќерни единици? Нема квалитети и винарската визба треба да заглави. Иако и они мора да сватат дека следливоста и нивната следливост, иако некои од визбите го имаат тоа на теренот, за квалитетните производители му вели донеси го ти твоето грозје, бидејќи измери, гледа единици. Квалитетот секогаш поминува. Значи, да бидат унифицирани методиките и да имаме унифицирано производство со шеќерни единици кои задоволуваат, со стандард кој задоволува. И тука веќе се ствара една здравост во општеството. Се ствара една здравост и сигурност кај лозарот, дека ако има квалитетно грозде, тоа ќе му биде откупено. И тука тој ќе тежи, ќе ја бара науката, а не сега да ја маргинализира, да ја маловажува, чак да одредени луѓе ми викаат: професоре, од воја агрономот ја повеќе знам. Чекај. Еве во оваа насока токму и следниот прилог за новините од фитофармацијата за квалитетно производство. Кога збориме за фитофармацијата, секогаш имаме еден скептички однос по однос на тоа од досегашната сурова поранешна примена на средствата за заштита на растенијата. Грото од нив беа деривати на нафтата и грото од нив беа дали од прва, втора, трета и четврта група на отрови. Факт кој радува во последно време од оној прав пред се еколошки аспект е тоа што хемиските индустрии ја сватија суштината
на она чување на здравието на консуматор. Или препаратите кои се применуваат да имаат што помала каренца. Или да имаат голема ефикасност кон штетните инсекти, а за возврат да ги штитат оние корисни инсекти и така натаму. Поранешните препарати што беа, што за жал ги има и уште, прво најчувствителни беа токму оние предаторски форми, умира они први, а после тоа ќе умрат овие правите штетници. И сега кај нас се створи една дилема, каде што онај стручен земјоделски тим едноставно со тек на време се утврди дека е необходно да се внимава на тоа сепак здравието на тој консуматор биде со приоритет, да биде заштитен од некои такви препарати кои има можеби 20-30 дена каренца и дел од тие карицидите за жал беа толку со резидуи што едноставно после колку дена или недели пак има свое действие кај производите и се најдоа резидуи. Таквото нешто во последно време навистина е веќе во една мината форма, бидејќи се оди кон органски препарати, препарати со многу мала токсичност за предаторските форми и препарати кои се навистина во корис пред се на успешна заштита, а не токсифицирачка форма за консуматор. Ние за тие нови работи зборевме и ќе збориме и денес не случајно ќе кажеме нешто повеќе за спринтерот 240 SC. За овој препарат, кој навистина влегува на голема врата и во догледно време тој ќе најде свое место во земјоделското производство, посебно во градинарското производство, во лозарството, во штарството и цвеќарството. Тоа е всушност спринтерот 240 SC е нов инсектицид, значи контролор на штетните инсекти со многу широк спектар на делување и кој нуди решение на проблемите, како што рековме, во градинарството, кои не се мали, во лозарството, во штарството и цвеќарството. Што представува спринтерот? Активната материја е спиноса, продукт од ферментација на земјишната бактерија Сахариполиспора спиноза. Спиносадот како активна материја, која може да се сретне во различни формулации, е веќе регистрирана во повеќе од 70 земји во светот и се применува кај повеќе од 100 култури. И, што е најважно, дава фантастични резултати. Што е многу важно тука да спомнеме? Спиносадот од Европската комисија во последните година-две е вклучен во листата на активни материи дозволени за примена во органското производство во Европската унија. И тоа навистина
е навистина факт Европската Унија, која има и како строги критериуми, да значи спринтерот, како една своеврсна форма на позитивен препарат, го вклучи за во органското производство како еден од правите заштитници од штетните чинители кои се јавуваат. Сега се прашаме зошто спринтор? Значи, со неговото аплицирање ние имаме едно двократно делување. Значи и контактно, со самиот контакт кога дојде инсектот, и дигестивно делување на штетниците. Со контактниот чин, тука одма инсектот е веќе парализиран на еден начин, прекратува со јадењето и тука завршува неговата приказка. Посебно и во покасно ќе кажеме во кои се стадиуми од развојот. А дигестивното со понатамошна негова исхрана, доколку контактно не биде опфатен, дигестивно со исхраната веќе он делува, препаратот делува на самиот штетник. Што е карактеристика и една од најголемите позитивни работи на спринтерот при апликацијата? Делува во сите стадиуми од развојот на штетните инсекти. Значи, од чим ларвата, прв ларвен стадиум се испили, тука имаме фантастично делување од првиот ларвен стадиум до имагото, значи сите целиот развиток од сите стадиуми од развојот, тој делува. Значи, приликом апликацијата, нормално под запазување на концентрацијата и дозата, времето на прскање, квалитетот на микронизација на честичките, сите тие услови кога се исполнети, доволно е само контактот на инсектот со спринтор, за да имаме врвна ефикасност и максимална ефикасност на заштита на културата што одгледуваме и смртноста на таквите инсекти. Поголема ефикасност се постига кога тој со апликативниот дел е внесен во организмот на штетникот, на штетниот инсект, и тогаш имаме еден чин на желудочно делување и 100% ефикасност по однос на уништување на штетниот инсект. Карактеристика што кај другите инсектициди го немаме тоа. Ние кај овој препарат, за кој ќе се слушне во периодот кој доаѓа, спринтерот, тој покажува трансламинарно делување и резидуални ефекти при дејството на самиот препарат. Значи, поради тој потполно нов начин на делување, тој е идеален за антирезистентна стратегија за уништување на штетните инсекти кај сите одгледувани култури. Спринтерот 240 SC има одличен токсиколошки профил и нема никакво негативно делување на корисните инсекти. Тоа што го зборевме пред малку, онаа што е новото, значи корисниот инсект
земајќи ја во обзир и пчелата, земајќи во обзир тие инсекти предаторски, тука спринтерот буквално го има оној ефикасен дел, бидејќи, како што рековме, тој е продукт од ферментацијата на земјишната на земјишни бактерии од Сахарополистора спиноза. Што е значајно тука да напоменеме? Тоа е едно правило што од заштитарски аспект мораме да го кажеме. Тоа е чиста голема новост за заштитата во Република Македонија. Тука ние мора да сватиме дека треба да се предпочитаат оние суштински работи на фабриката производител. Што тоа значи? Често пати приликом експерименталните огледи ние одиме со неколку дози од пример на спринтерот. Фабриката производител мора да се почитува со критериумите кои ги дава екипата од доктори на науки за кога, како, со која концентрација и доза, по кој временски период да се искористи спринтерот да го даде својот инсектициден ефект. Значи, со еден збор, почитувањето на количината на растор по хектар површина, што мора да кажам дека од заштитарски аспект секогаш имаме ние одредени дилеми со одредени производители, каде што тој вели, па не, ми беше помлад расадот, ставих помалку. Или, кога е постар расадот, ставих повеќе. Таквите нешта, во таквите препарати, кои ги немаат и инсектицидни, строги инсектицидни критериуми да има и фитотоксичност и сето тоа, треба да се предпочитаат дозите, значи ако се каже 0,3%, примерно зборам, значи тоа треба да се предпочита и да се на еден начин примени во таа концентрација или доза. Второ, ако се каже дека тој и тој препарат, земајќи го во предмет и спринтерот, значи, бидејќи се работи за земјишна бактерија, која во специфики од 45-50 степени може би ја нема ефикасност или ја губи ефикасност. Тука треба да се предпочита периодот на прскање. Точниот одмер на средствата, што е една значајна работа, квалитетот на прскање, микронизацијата на честиците, бидејќи преска не случајно го спомнавме тоа, дека во секоја фенофаза од развојот, секој стадиум од развојот на растението, дека тој дава фантастични ефикасности. Бидејќи контактното, максимално микронизирање на честиците, контактно го опфаќаат инсектот и тука препаратот го дава саканиот ефект. Или, кога е на лисната маса, со максималната микронизација на самите лисија, ние имаме добар опфат на листот и инсектот кога загризува, го проголтува тоа и тука бактеријата со својата ефикасност, активната материја, делува дигестивно во самиот инсект и инсектот тогаш умира. Значи, тука тоа го зборим од причина, бидејќи таквите новости треба се предпочитаат со принципите кои се дадени од фабриката производител. Бидејќи често пати многу високо квалитетни препарати не го добиваат оној авторитет што треба, исклучиво ради таквите непочитувања. Имаме ситуации за некои препарати
кои се од Хемомак, од БАЕСЕФ, првокласни препарати, тој отишол со половина доза по хектар површина наместо со тоа што треба и вели препаратот не го даде својот резултат. А тој не ја запазил концентрацијата или дозата, тој не ја запазил количината на раствор по хектар површина, тој не запазил ни таа максимална микронизација, турбото што знае да ја прави, и дежурен кривец останува точно препаратот дека не ја дава ефикасност и дека нема да го користи. Што е една голема грешка за која нешто ние секогаш од стручно практичен аспект на теренот збориме предпочитањето на тие нови работи, како што е спринтерот, каде што не случајно тоа го збориме, дека е регистриран во 70 европски земји, во светот уствари, и дека е веќе применет кај повеќе од 100 култури, каде што стручното мислење, кое е најзначајно, зборува за постигање на фантастични контактни и дигестивни резултати во успешно сузбивање на дали било тоа трипсот, дали било кој штетен инсект. Значи, целта на овие наши презентации е и укажување кои ги уедноставуваме, не случајно го правиме, бидејќи овој препарат со тој профил на делување мора да сватиме дека е новост која заслужува внимание, која буквално Европската заедница рекла спринтерот да. Зошто? Затоа што нема никакви резидуални остатоци, затоа што е фантастично ефикасен, затоа што има брзо контактно и дигестивно делување и на таа основа се оди кон она лепрошаста, брза, ефикасна заштита и во оранжериското производство и во производството на отворено. Значи, со еден збор, ние за тој и за сличните такви препарати нема воопшто да да ни биде криво што одделуваме простор да го презентираме тоа кое е и во интерес на здравието на луѓето, кое е и во интерес на производителот, а генерално во интерес на заштита на животната околина, значи не е загадувач, не е препарат од група која остава токсични резидуи и, што е најважно, приемчив и признат од Европската Унија, каде што добива специјален сертификат за органското производство. Значи, тоа се вистините за таквите нови работи кои сега продираат и кои Хемомак успешно ги трасира патот за Република Македонија утре со евентуалниот тој влез на наша храна на европскиот пазар, заштитената храна со таквите препарати, каде што резидуи нема шанса да ги има или приметби од европскиот пазар, тоа е иднината за кое нешто јас сум убеден дека во наредната веќе сезона ќе имаме и како добра примена на тој и сличните такви препарати кои се од интерес за Република Македонија.
редовно презентираме што е ново во фитофармацијата. Професоре, тука на крајот ова издание на Агроспектар, која ќе биде и вашата порака до нашите гледачи земјоделски производители? Ние во овие редовни емисии секогаш одиме со одредени новости кои на вистина заслужуваат внимание. Пред 2-3 емисии Сигнумот го имавме глосерот. Сега со ова спринтерот што го имаме, тоа се средства од најновата генерација на квалитетни инсектициди за со широк спектар на делување, за успешна заштита на сите земјоделски култури од штетните чинители. Бидејќи штетните инсекти прават и најголема штета по однос на производниот процес. И тука, тоа што сега го видовме, го слушнавме, тоа е една чиста новост, која во светски размери, чим Европската заедница веќе дала зелено светло на тоа и дошло во Македонија, ние нема причина да не го користиме, бидејќи таквото нешто, со таа ептен слаба или никаква токсичност, значи поемот каренца што во свое време постоеше 7 дена, 14 дена, па одредени акарициди беа со 48 дена каренца, да не можеш да береш, а ние имаме интензивно производство, тука стануваа проблеми. Значи, таквите средства кои ги ние прикажуваме, тоа е иднината фактички на фитофармацијата по однос на примена на средствата и добивање на еден квалитетен принос, нема штета, квалитетен принос, економска оправданост има и тоа за консуматорот е најважно, нема резидуи, штетни резидуи во производот, кои ќе го нарушат здравјето кај консуматорите. Таквите нешта мислам дека заслужуваат внимание и факт кој радува е што хемиските индустрии одат кон тоа како да се оди со такви средства кои имаат помала токсичност, а во интерес на здравјето на консуматорите. Ви благодарам, професор. Благодарам и вам. Уште едно издание беше ова на Агроспектар. Благодарам за одвоеното време и вниманието со кое што не следевте. Имајте секој добро со нашата програма.